Моето прво доаѓање во Прилеп беше многу одамна, кога бев во основно училиште со многу мало и речиси никакво познавање за градот под Марковите кули. Единствено што бев научил од читанките, од интензивно и напати неприродно се повторуваше, беше участокот и денот 11. октомври, кога била испукана првата партизанска пушка. Не дека тоа не беше значајно, туку дека од културолошка и цивилизацијска гледна точка беше само една епизода од историјата на Прилеп. Во тој стил беше и моето прво доживување на градот, кога присуствував на еден голем митинг на кој зборуваа Светозар Вукмановиќ Темпо и Лазо Колишевски. На митингот стигнавме, се разбира, организирано во товарни вагони што доаѓа од неколку краци на Македонија. Од тој масовен собир, двете имиња на главните говорници долго ми одекнуваа во мојата глава, бидејќи за цело време, додека траеше прославата на митингот, ги скандираше на собраната маса. Од илјадници грла се слушаше Темпо Лазо цека, Темпо Лазо цека. Еден селски мајтабџија, кој беше дел од иконографијата на тој, според учителите, значаен митинг, кога се вративме на насобраните луѓе во селската продавница, им објаснуваше дека ги видел и Лазо и Темпо, ама таа женица Цека не ја видел, мислејќи дека Цека е женско, а не кратинка од Централен комитет. Значи тогаш пристигнав со таков научен багаж на Централната државна прослава, а од тогаш многу пати како негов пријател. Сега дојдов да го доживеам Прилеп како град со далечно минато, со богата култура, со богат мајтапчиски, чаршиски живот, со јуначки пород, град во кого тутунот е најпосакувана и од тешката мака најпроколнувана култура. Значи решив во местата што сум ги видел и знаковите што ги паметам, во средиштето на мојот интерес да го ставам тутунот, но за тоа подоцна кога ќе му дојде редот. Лицето на Прилеп му го отвораат широките предели на Пелагониската рамнина, а му го чуваат карпестите тврдини што ја надвишуваат неговата позиција како плеќи над кои се потпира неговата става. Тие тврдини, познати како Маркови кули, се првите знаци што ги спомнувам, оти со тоа му давам почит на средновековниот владетел крали Марко, чие име и храброст биле инспирација на многу творци. Неговата огромна моќ, велат, и не била толку голема, но народот, ако нема реален, измислил заштитник што ќе му ја чува сигурноста, куќата, домот, нивата, стоката и децата. Од овие високи кули крали Марко владел со Прилепа града на Вишна планина, на бојниот Мегедан. И духовните владетели сакале Прилеп и прилепчани да ги гледаат од високо, да се молат за спас на нивната душа. Под закрилата на Марковите кули, кон крајот на 19. век изградиле ремек дело на духовната култура, манастирот Свети Архангел Михаил, кон кого сум упатен. Тешките порти, манастирските конаци, црквата и мистиката со која обкружен те внесуваат во одаите на овој свет храм кон кого прилепчани имаат и свет однос. Почесно било тука да ја примиш светата тајна крштевањето или неизбежната тајна венчавањето. Оваа бела градителска поема чинише птица што се раскрилила над карпите, не да полета, туку да ги прими сите оние што сакаат да бидат блиску до Господа.
За светост на овие карпести предели зборуваат и старите словенски живеалишта и гробови, зборуваат археолошките откритија што го лоцираат доаѓањето на словените некаде во 6 век, зборуваат карпестите фрески што се уште му пркосат на забот на времето, оставајќи зад себе нагризена, но видлива символика на нивното постоење. Држејќи се до традицијата, старите жители на Варош, најстарото градско јадро на Прилеп, направиле 365 цркви во подножјето на овие карпи. За секој ден по една црква, како што запишал и Марко Цепенков. Тие мали свети храмови биле толку начичкани, што се случувало да бидат споени со куќите, да се користат за живење и за молење, да бидат дом на световниот и на духовниот живот. Покрај многуте значајни личности што оставиле белег на овој град, ќе спомнам неколку. Еден е Марко Цепенков, големиот собирач на народни умотворби, автор на многу песни и раскази. Изникна од мудроста на чаршијата и со неговото дело повторно и се врати на чаршијата со збор, со шега, предание, со поговорка, пословица, со песна и со приказна. И се врати да ја открие смислата на живеачката, да им каже на занаетчиите дека занаетот е златен, на чираците дека бадијала работи, бадијала не седи, да им каже на терзиите, саатчиите, берберите, казанджиите, налбатите, ќурчиите, дека работата го краси, а мрзата го гнаси човекот. Другиот е Методи Андонов Ченто, до пред 10 години име изговарано само тајно и во конспиративни кругови, име втемелено во македонската државност, име што велеше дека во заедничката држава секоја република треба да го контролира сопственото кесе. Таквите идеи тогаш се смета за ерес и за таквите идеи Ченто лежеше во казаматите на Идризово. Неговиот роден град му подигна споменик, но моето чувство се уште вели дека тоа е премалку, како што е премалку местото што му го даваат официјалните историчари во непроветрената македонска историја. Пред да влезам во Прилепската чаршија, се сетив на еден стих од Блаже Конески за овчарот, што во оваа чаршија барал клопотарец за неговиот тугич, што требало да емитува таков звук што во планината ќе наликува на симфонија во која ќе се стопат сите бои и звуци на природата. Конески е третиот прилепчанец што го спомнувам, оти во основата на современиот македонски јазик, литература и култура ја вради неговата ерудиција, го раскажа прилепскиот дух и на најубав начин се надоврза на делото на Цепенков. Прилепската чаршија е приказна за себе. Таа може да се рече дека е град во градот, дека е душата на градот, дека е украс на градот и дека, ако од тој мозаик некој посака да ја извади чаршијата, Прилеп ќе остане како сите други градски паланки. Во новите современи времења таа ги следи потребите на денешницата, но во основата ја задржува изворноста на својот лик. Пишуваните документи велат дека старата чаршија почнала да се гради некаде во втората половина на 19 век, но дека својот блесок и во градителски и во трговски поглед го доживува во почетокот на 20 век, кога се раѓаат и првите николци на современата трговија, првите побогати занаетчии. Заштитен знак на чаршијата е градскиот сад, изграден во 1850 година од Прилепскиот Теснав. Во неговата основа направили и чешма, со што решиле два клучни проблеми – времето и водата, или во символичка смисла, како да сакале да кажат дека времето тече како вода. Градскиот сад направен е не само да кажува кога е утро, ручек и вечера, туку граѓаните што ќе фрлат поглед да ги потсети дека чукањето на сатот не секогаш го означува времето. За животот, времето што минува, сатот жали и вика ах.
Жалел, не жалел, векот се куси, старите градби стануваат уште постари, од човечка негрижа, од институционална пасивност, од етничка нетрпеливост и слично, од така натака и од така навака. На некои само ќе се подсетувам прилистувајќи историјата, а некои ќе ги гледаме наградени, каква што е оваа џамија изградена до Саат кулата, велат со цел да ја надвишува и таа да биде поблиску до Аллах. За да докажам дека овие градби треба да се чуваат од и се знакови и символи на градот и имаат и цивилизацијско значење, ќе се подсетам на една случка. Пред 10 години, кога снимав еден документарец посветен на швајцарскиот писател Бувие, автор на култната книга Употребата на светот, и кога после 40 години тој повторно дојде во Прилеп, покрај другото сакаше да ја види и џамијата. Où je constate toutes sortes de changements que je juge très très positifs. D'abord il y a... Mais j'ai le souvenir d'une place beaucoup plus petite, c'est drôle. D'abord j'ai l'impression d'avoir beaucoup vieilli parce que le peuplier qui était derrière la mosquée faisait en tout cas 25 mètres de moins. Et puis ce qui a changé aussi c'est que Пред 40 години рече оваа јасика беше тогаш посадена и не ја надвишуваше влезната врата на џамијата, а сега растела и го надвишува минарето. Ќе дојде време кога таа ќе почне да старее, да се смалува и еден ден ќе ја снема. Но тоа нема да се случи со градбите каква што е оваа, таа ќе ги победи годините, времето, војните. Ваквите градби ќе бидат вечни. Сепак не било така. Прилепската чаршија е осмислена градителска целина со мало плоштадче, што го означува нејзиниот почеток. Крај него се знакитиле десетина различни занетчи за различни занаети. Тука завршуваат неколкуте чаршијски сокаци, што ја испресекле чаршијата како убаво скроена целина. На плоштадчето најчесто се собирале занаетчите на паузите, во часовите за одмор, кога ќе острижат нечија глава, кога ќе направат украс за нечии уши, кога ќе стопнат носија за нечија става, кога ќе оформат свеќа за некој што до вчера седел до нив, бил како нив, разговарал со нив и мислел дека него ќе го одмине умирачката. Занаетот велел фрла пари, но тешката работа и го троши човечкиот живот, како што се трошат и некогаш најубавите дуќани во оваа чаршија. Во долните делови на чаршиските дуќани биле продажните простории, работилници, продавници, оно што е стокмено и треба да биде видливо за купувачите. Горните делови биле местата за живење, балконите за уживање, во овие малку часови кога треба да се одмори и телото и духот. Тука и Цепенков со ситниот вес, како терзија го учел терзискиот занает, но тука се повеќе умот му бегал кон народните приказни, анегдоти, сторенија, преданија. Тука запишал многу имиња и се разбира многу прекари. Има еден интересен момент сврзан со чаршијата и чаршиското живење со Прилеп и со прилепчани. Нема човек во Прилеп, нема занетчија, нема семејство што покрај името не е збогатен и со надим. Тоа на најдобар начин го има напишано прилепчанецот Благој Алексовски, автор на повеќе книги за животот на прилепската чаршија, меѓу другите и книгата за Тале Мелезот и за Крсто Скубе. Прекарите се давале по занаетот, по изгледот, по навиките, по прокудите. Така, например, сигурно овој човек што има намера да вари каша од петелот ја го наречеле Кочо Петелот. Или овој ќе го именувале со Пецо Папучанот. Децата уште од мали добивале прекар.
Сите овие пазарджи на пребогатиот Прилепски пазар, без исклучок, мора да имаат и друго име. Некој го викаат Злате Кутриот, Лазе на Мартениот, Трајче Скотината, Миле Амалот, Стојка Перуниката, Борис Димкар, кој бил билкар, како и татко му пред него, како и дедо му пред тоа, како и децата до него. Секогаш кога ќе влезам во Прилепскиот пазар, си купувам планинските мириси, сега спакувани како чаеви, се подсетувам на долгата билкарска традиција на ова познато прилепско семејство. На пазарот на Сирење се собрани сите благодети на мариовските пасишта, на бачилата, на овците, козите, кравите. Тука се продаваат најквалитетните сирење овчко, козјо, кравјо мешано, бело, биено, пресно, урда, изварка, кајмак. Тука се оперира со неколку реченици, од што стока е, дали е пресно или стоено, од кој реон. Прилепскиот пазар на Сирење е еден од најбогатите во Македонија. Во Прилеп престојувавме за време на најголемите горештини. Некои луѓе се излежуваа, некои се протегаа, некои чекаа работа, а молеа да не ја најдат. Жетта ја гаснеа кој како ќе стигне и кој како знае. Еден прилепски шегаджија рече: ако потрае вака изгледа, ќе и се исполни прогнозата на еден руски научник, кој предвидел дека со тек на време во Македонија ќе има тропска клима, што значи ќе имаме и банани и мајмуни. На прилепчани сега им недостигаат само банани, поентираше шегаджијата. И во Прилеп, како и во многу други градови во Македонија, се живее малцки. Низ познатите Мала, Точила, Тризла, Шарена чешма, Варош, се одвивала таа маланска традиција, секој сам и секој со секого. Секој се трудил дворот, неговиот простор пред куќата да си го среди, да му даде дух, да внесе нешто од новото, а да не го заборави старото. Да си ги негува овошките, да си ја обели оградата, да се направи дебела сненка по лозницата, за да може да ги пречека соседите на чашка ракија на добар муабет. Тука ги прераскажували чаршиските доживувања, кој кај бил, кој колку потрошил, на кого, како му родил тутунот, кој колку пари незел и кој колку пари потрошил од позајмицата. Некои текот на муабетот си го тераат на својата роденица, а некои на својата голубарница. Во Прилеп има многу голубари. Ги спомнувам не поради нивното погребно значење, туку како една невидена љубов со која голубите се огледуваат. Мислам дека нема зборови со кои може да се опише колку голубите им значат на голубарите, да се опише таа взаемна љубов. Тие знаат да се откажат од сопствениот залак, за да ги нахранат овие кротки птици, да им го разубават дворот, куќите, небото. Тие во летот го препознаваат светот и затоа најчесто нивните прекари се според имињата на голубите, Беазо, Шешката, Дунеко. Во Прилеп има и куќи правени во европската градителска традиција со многу орнаменти и раскош, со каријатиди, столбови, портали. Нивни собственици биле богатите прилепски трговци, занаетчи и свештени лица. Овие градби само ја збогатуваат градителската разноликост и го подсилуваат градскиот дух, што зборува дека градителската порта била отворена за сите идеи. Велат богатиот секогаш ќе биде богат, а сиромашниот сиромашен. Големите транзициони потреси го зафатија и го потресоа Прилеп од корен. Повеќе отколку порано и пожестоко отколку некогаш. Град, низ чиј центар гледаш подадени раце, гледаш дека се шетат изгладнети куќиња, можеш да ја претпоставиш социјалната положба на граѓаните. Плачните очи и избразденото лице на питачите те тераат повторно да се запрашаш за праведноста на Господ. Тука во градскиот парк имаш печаток дека од оваа града слика не се забележува скулптурите правени од познатиот прилепски мермер Сивец, дека се беззначени, дека го губат значењето, иако уметникот веројатно сакал да прикаже гордост,
цврстина, борбеност. Но за сите прилепчани, без разлика на социјалната положба, црквените врати на Свети Благовештение биле отворени. Оваа позната црква, мало архитектонско ремек дело, била средиште за сите градски празници, за радост и за слава, за молитва и за поплака, за смирение и за покаяние. Сите мои прилепски доживувања влегов да ги систематизирам во една кафеана која може слободно да се нарече кафеана етнолошки музеј. Се разбира и да здивнам, но и да го пробам прилепскиот специјалитет ширден. Тука чиниш дека е собрана целата народна култура на Прилеп. Додека ги гледате тутунарските полиња, ќе ви раскажам една легенда за оваа билка што многу пати во мојот живот сум ја преколнувал, најмалку да ја фати градоносен облак. Рано наутро еден свештеник се шетал крај морето. Во грмуштиките догледал една речиси смрзната змија. Ја зел в раце, ја стоплил и пред да ја пушти да полаза, таа го каснала за рака. Тој ја фрлил на земја и ја прашал зошто ме касна кога јас ти го спасив животот. За да видиш како возвраќаат оние на кого си им помогнал во животот, рекла змијата. Свештеникот каснатото место го ставил во уста, ја исцицал крвта од раната и ја исплукал. Од плунката израснала билка со мудрост на светец, а со отров на змија. Таа билка е тутунот, тој темен вокал на жолтото злато, како што го именуваат оние што не го обработувале, а од таа тешка мака живее целата прилепска популација. Таа е најозборуваната, најпроклнуваната работа, додека се сади, бери и ниже и калапи. А неизвестноста од таа тутунарска мака продолжува во монополот кога очите се вперени во проценувачот како ќе го вреднуваат твојот едногодишен труд, со која класа, од што пак ќе зависи и со која класа ќе се возиш наредната година. Е на таа култура во Прилеп ја изграден музеј, велат петти во светот, што многумина од вас не го знаат, а сега е дел од записот места што сум ги видел и знакови што ги паметам. Сите експонати во музеот се сврзани со тутунот, но не како се обработува, туку како се употребува, како се пуши, шмрка и жвака, во каква прилика каков тутун се користи, во што се носи, од што се пуши, со што се меша, на што се остава, со што се подпалува. Тука ќе видите илјадници предмети купувани од многу светски антикварници, сите со сертификат и сите со своја приказна. Тука ќе го видите чибукот на рускиот цар Романов, лулето на Жорж Брасени, табакери, лулиња, футроли од Марија Терезија, од принцезата Ана, од Дража Михајловиќ, од Катерина Медичи. Тука ќе се воодушевувате од тие уметнички дела произведени и употребувани во високите слоеви на буржуазијата од војници, генерали. Ќе се прашувате како чадот минувал низ водата на украсените наргилиња од султаните, пашите и беговите. Тука ќе видите предмети произведени од најблагородни камења, од ретки и необични дрва, ќе видите запалки, цигарилоси, сечачи и дробачи за тутун, полначи и тресачи, најразлични муштикли и пепелјари, сите создадени во одреден временски период за одредена прилика за некој великодостојник, што никогаш не видел и не знае со каква мака се стигнува до задоволството или порокот наречен пушење. Во некои лулиња се впишани најубавите стихови посветени на саканата, во некој е вграден нејзиниот лик и на бојното поле во паузите кога пуши да се сеќава на неа. Во овој музеј се собрани најрепрезентативни предмети низ кои минува чадот, се формира за аромата, се создава неповторлива атмосфера за уживање.
Некои од нив се чувале како драгоцен подарок до оној момент кога од антикварницата се преселил во овој неповторлив музеј на тутунот. Разни форми, необични решенија, се мислело како тутунот да врви низ различни зони, низ кривини, низ воздушни предели, низ водени пространства, како да се постигне тоа совршенство, чадот да стигне до устата во неговиот најпрефинет вкус. Тука ќе видиш сребро, злато, килибар, алабастер, оникс, рубин, дијамант, ќе видиш предмети од слонова коска, од ретки животни и ретки растенија. Тука ќе ја видиш другата страна на проколнатата тутунска мака и ќе добиеш одговор зошто некои тутунот го нарекле жолтото злато, а зошто ние Прилеп го нарековме теменен вокал на жолтото злато. На излегување од овој музеј во книгата за впечатоци морав да го забележам моето воодушевување и да запишам дека тутунот не било само мака и клетва, туку дека една голема култура што ја проколнувале тие што ја произведуваат, а ја воспеваат тие што ја консумираат. Овој запис за Прилеп ќе го завршам со една духовна манифестација што секоја година се одржува во Домот на културата, театарските игри Војдан Телодрински. Една од представите заврши вака. Србија, Унгарија, Унгарија, Словакија, Словакија, Чехија, Чехија, Германија, Германија, Франција, Франција, Страсбург, Србија, Бугарија, Унгарија, Словакија, Чехија, Германија, 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 Германија. Франција, Франција, Страсбург. Сите од Балканот, вклучувајќи ги и прилепчани мечтаат, што побрзо да го напуштат Балканот да стигнат до Страсбург, ама судбината вели дека нема бегање од себе, од сопствениот град, од сопствената кожа. Прилепчани ќе се останат во градот што го сакаат, а ние ќе се останеме на нашите живеалишта.